изминатите 2 месеци, значи од почетокот на март месец продолжуваме континуирање со целосно реновирање на внатрешноста на судската зграда, кое што опфаќа неколку фази. Најпрво е фазата која што се однесуваше на процесот на дигитализација, односно менување на кабелскиот систем од судниците, просториите во кои што судат судиите, холовите и креирање на нов медија центар, кој што ќе овозможи целосен процес на користење на нова IT современа технологија со овозможување на онлайн судење, креирање на нова просторија медија центар за новинарите и сите останати кои што ќе следат судењата, како и воспоставување на систем за аудиовизуелно снимање, еден нов современ концепт согласно одредбите од Законот за кривична постапка, кој што треба да остави доказ во електронското досие на секој предмет. Што значи дека на тој начин ќе се подигне и транспарентноста и квалитетот, односно ефикасноста на секој судски процес, затоа што аудиовизуелниот запис ќе биде составен дел на електронското досие на предметот. Тоа опфаќа и поставување на екрани, би рекол внатре во самата судница, поставување на монитори, односно на камери кои што ќе го снимат и ќе креираат аудиовизуелен запис, и потоа преку воведување на новата технологија, односно на лайв стриминг, ќе може непречено да се следат судењето од страна на заинтересираните страни, односно пред се од медиумите кои што нема потреба да доаѓаат овде во судот, затоа што ќе овозможиме непречен линк на сите заинтересирани. Втората фаза се состои во делот на менување на вратите во внатрешноста на судот, што ќе го подобри квалитетот и оној самиот пристап во делот на самите простории. Понатаму имаме целосно реновирање на просториите, односно кречење, глетување, поставување на нова електрична инсталација, која што исто така треба да го подобри целокупниот амбиент, затоа што со поставувањето на новата сигнализација, би рекол, во самите холови, каде што исто така ќе бидат поставени нови монитори кои што ќе можат да го подобрат непосредниот физички контакт со самиот суд, заради тоа што ќе добиваат одредени информации, бидејќи ќе монтираме во двата хола, и на првиот и на вториот кат, посебен монитор кој што ќе биде комуникација, односно тоа е електронска огласна табла на која што ќе можат и извршителите и нотарите да ги презентираат своите податоци, односно своите огласи кои што ги реализираат во текот на своите судења. На овој начин се обидуваме да воспоставиме еден целосен дигитален систем, односно Основен суд Кавадарци како еден првенец во нашата држава, хартијата целосно да ја отфрли од својата употреба, и самиот дигитален процес кој што се одвива. Сега започнуваме во втората фаза, тоа е барањето до сите државни органи и институции, до сите правни субјекти, да се регистрираат на порталот Е-достава и на тој начин да воспоставиме најпрво еднонасочна, а потоа целта ни е да воспоставиме и двонасочна комуникација, кое што ќе ни овозможи многу брзо, ефикасно и транспарентно да ја спроведуваме судската правда. Тоа значи брзо, ефикасно доставување на сите покани, а исто така по завршувањето на судската на главната расправа, односно на рочиштата, веќе истата ден, преку таа двонасочна комуникација да бидат доставувани записниците, односно пресудите и сите останати одлуки кои што се носат од страна на судот. На овој начин ќе имаме апсолутна гаранција во делот на ефикасноста на доставата, а исто така и во задоволување на правдата и правичноста, која што е многу важна. Новата информацијска технологија всушност ќе представува еден сериозен чекор во делот на остварувањето на правата и заштитата на човековите слободи и права, и гаранција во остварувањето и целосната имплементација на членот 6 од Европската конвенција на право, правично и ефикасно судење пред независен и непристрасен суд. Бидејќи нормално е самиот пристап во една таква модернизирана судница бара повисока потреби на подготвеност и на самите странки, односно учесниците во постапката, се разбери на јавноста, бидејќи сето тоа ќе биде запишено, односно регистрирано на самиот аудиовизуелен запис.
запис. Че ние прво ја искористивме со годишната распределба на финансиските средства од буџетот од судскиот буџет на нашата држава. Добивме финансиски средства заради реновирање и тоа на вратите во судот. Еден дел од она реновирање кој што се однесува на холовите, глетувањето, молерајот и електричната инсталација се средства од буџетот на судот, а најскапиот дел или оној кој што кошта најмногу, тоа е новата инсталација и набавката на новата IT опрема, која што генерално според моите проценки и сознанието од донаторите кошта негде околу 150.000 евра, а донаторите морам да ги спомнем, тоа е мисијата на ОПСЕ и амбасадата на Соединетите Американски држави во нашата држава, кој што ги препозна квалитетите и ја препозна капацитетот на нашиот суд, се обидува преку заедничката секојдневна комуникација да ги сватат нашите потреби и да одговорат на нашите барања во делот на донирањето на соодветната одбрана. Тука морам да напоменам дека се разбира и ние како колектив одигравме голема улога со капацитетите кои што ги покажавме и реализацијата на првите онлайн судења, и тоа ни беше навистина еден одличен пиар, би рекол одличен линк и подадена рака дека ние во Кавадарци имаме квалитет, имаме капацитети и како суд со проширена надлежност ја оправдуваме надлежноста која што ни беше од први оваа година вратена, дека навистина сме суд кој што е репер како треба да се однесуваат правосудните институции во државата. И сакам да напоменам уште нешто во делот на она што значеше целосна заштита од вирусот COVID и сведоци сте во судницата, имаме поставено посебни плексиглас заштитни браници, нели, кои што возмежуваат целосна заштита од она непосредната физичка комуникација помеѓу странките кои што се учесници во процесот и самите судски работници, односно судиите кои што ја практикуваат власта оде во судот. Мислам, ние покажавме на овој начин дека имаме капацитети и се обидуваме да ја оправдаме довербата како суд со проширена надлежност која што постапува на нивото на териториите на општина Кавадарци, Росоман, Неготино и Демиркапија, што е особено важно и за нашиот град. Исто така покажуваме капацитет бидејќи ќе постапуваме по стопанските предмети, а Кавадарци е втора економски неразвиена општина во која што правните дејности или активности ги извршуваат близу, би рекол, 400 правни субјекти, што е особен интерес во судот да имаме брза, ефикасна, економична и транспарентна правда, бидејќи правните субјекти немаат време да чекаат, но постојано секојдневно електронски комуницираат со Основниот суд Кавадарци, барајќи одредени своји документи, потврди, уверенија и така натаму, и тоа го правиме во овој суд во оваа време, би рекол, на самата епидемија, многу брзо и ефикасно, што истата ден за неколку би рекол часа се добиваат таквите податоци и информации. Од друга страна напомнавте капацитетите од аспект на човечките ресурси. Ја морам да искажам огромна благодарност дека и судиите, особено пак и судската администрација покажа, би рекол, исклучителен капацитет, посветеност да ги подобрат своите услови за работа. Сето оно што се случува овде, вие од вашите снимки кои што ги направите, видовте дека тоа се вработените од Основниот суд Кавадарци кои што секојдневно со својот ентузијазам помагаат да создадат услови за работа на овој суд. Од една страна да ги подобрат условите за работа самите за себе, но од друга страна да им помогнат и да ги подобрат условите за сите осадани граѓани во нашиот град и пошироко кои што ги остваруваат правата овде во судот. И мислам дека овие услови заеднички, тоа ќе биде нашата придобивка и нашата подадена рака со сето ова што го правиме, дека во наредниот период на вистина ќе овозможиме да ја подобриме целокупната слика на владењето на правото не само овде во Кавадарци, туку да покажеме како тоа треба да функционира и на целата територија на нашата држава. Рековте дека веќе хартијата ќе стане минато во Кавадаречкиот суд, ќе се работи со информатичка технологија. Каков е интересот кај институциите за регистрација на платформата е-достава и колку веќе од нив се регистрирани овде? Ме радува што ние меѓу првите судови во државата започнавме со е-доставата
И во изминатиот временски период, во најголемиот дел би рекол 90% државните органи и институции кои што имаат оврска согласно законот да се регистрираат, тоа право го реализира. Ние сме единствена општина во која што локалната самоуправа се регистрира. Тоа е единствена општина на ниво да држава. Центарот за социјална работа, останатите државни органи во теке постапката на регистрирањето на достава на оделението за внатрешни работи и ни останува единствено уште јавното обвинителство, иако во тек сме во одредена комуникација, бидејќи тие функционираат врз основно одредени принципи на хиерархија и субординација и неопходно е потребно добивање на согласност од страна на Републичкото јавно обвинителство. Од друга страна, огромен е успехот и задоволството што од купно 386, значи близу 400 правни субјекти, некаде околу 300 веќе се регистрира на е-достава, што значи дека многу брзо и ефикасно може да ги остваруваат своите права и да ги добиваат сите акти кои што им се неопходно потребни за нивното секојдневно работење и ги охрабруваме сите останати и државни органи и институции и правните субјекти да се регистрираат. Тука морам да напоменам дека најголемиот дел, процентот би бил 1 до 2% што уште не се регистрирани од адвокатите, значи истите го остварија ова право, се регистрира сите извршители, сите нотари и ова е навистина патот кој што треба да го следат сите останати институции во државата. Тоа ќе ни помогне на сите нас да имаме ефикасно, економично и транспарентно судство, затоа што само на тој начин можеме да ја подобриме целокупната слика на правниот систем во нашата држава.